Ова е првата анимација од мегапроектот Скопје 2014, кој брзо го добие епитетот контроверзен и поради стиловите, но и поради парите. Стотици милиона евра чинеше, а и се уште чини менувањето на идентитетот на главниот град. А ова е извадок од новогодишното интервју кој премиерот Груевски го даде кон крајот на декември. Најголем дел од средствата од проектот отидоа во објекти, помал во споменици. Мислам дека не сгрешивме и тоа ни помогна. Се видов со директори на градежните компании чии фирми учествуваа во проектот. Ги прашав дали Скопје 2014 им било од помош. Еден директор на најголема градежна фирма рече: "Не да ни беше од помош, туку ни помогна да преживееме во овој тежок период. Ако го немаше, најверојатно ќе пропаднавме." Се согласија сите. Проектот ни беше од голема помош. Но ова не е приказна за Скопје 2014, ниту за тоа дали се исплатило или не. Ова е приказна за тајните кои ги кријат фирмите, кои земаа голем дел од колачот наречен Скопје 2014, но и други компании, кои во јавноста важат за добри бизниси. Судејќи по стапката на сиромаштија, не многу македонски граѓани би можеле да си дозволат одмор на некои од екзотичните острови. Ова се британските девствени острови, топ туристичка дестинација, но и офшор дестинација или така наречен даночен рај. Ова пак е Лугано, Швајцарија, во Европа, исто така даночен рај. А ова е Белизе, мала држава во Централна Америка со излез на Карипското море. Екзотична дестинација и исто така даночен рај. Или Панама, повторно убавина и даночен рај во едно. Ако со инвестиција од Johnson Control сакаа да се сликаат сите, никој не ги споменува странските инвестиции од офшор земјите како овие. А од нив во Македонија доаѓаат пари, но и од кај нас се одлеваат пари кај нив. Трговија која не завршила во рекламните спотови за привлекување странски инвеститори. За 2012 знаете колку беше кризна година, кога паѓаше индустриското производство, цела година кога беше страшна година. Значи постојано во текот на годината си имало приливи и одливи од овие ние, значи и во најкриза си имам многу добри релации со овие земји, со офшор дестинациите. И значи од вкупните инвестиции од 72,5 милиони евра, многу беше слаба 2012. Кои се слеани во Македонија? Да, од вкупните инвестиции, значи сите што си се како странски инвестиции. Како странски инвестиции биле 72,5 милиони евра, а од офшор дестинацијата се слеале 32 милиони евра. Кои се дел од тие 72? Речи си половина од странските инвестиции се од овие офшор зони. Тоа сакам да ви кажам. Ова е триумфалната капија. Неа ја градеше акционерското друштво Бетон, како што градеше и многу други проекти од Скопје 2014. Чинеше многу пари. Директор во Бетон е Минчо Јорданов, а со мнозинскиот акционерски капитал располагаат компаниите Repro One Limited од британските девствени острови, Voles Trading Corp од Панама, како и уште една офшор компанија, Arrow Quest Limited. Тајни акционер има и Бетон Штип, уште една компанија која добро помина на многу од тендерите на Скопје 2014, како например Стариот театар кој чинеше околу 45 милиони евра. Покрај Орка Холдинг, каде што директор е бизнисменот Орце Камчев, во мнозинските акционери е и Ексико Доел. Ексико Доел е формирана од фирма во Лугано, Швајцарија, наречена TNJM Investment, повторно компанија на која не може да и се влезе во трага на собственоста. Ексико растура на многу тендери, а во Скопје 2014 е вклучен преку уште еден бизнис. Го гради хотелот Ибис, преку компанијата Евробалкан, каде што се дел од основачката структура. Офшор инвестиции има и во медиумите. Собственикот на неделникот и порталот Република е сокриен на сончевото Белизе. Собственикот на Нетрес пак е на Кипар. Собственикот на Канал 5 Вања Гавриловски, заедно со синот и снаата на пратеникот Борис Томенов, уште од поодамна отвориле фирми на Панама. Истовремено, Global Financial Integrity го мери истражувањето за нелегалните текови на пари од земјите во развој. Лани извести дека од 2001 до 2010 дури 4,6 милиарди долари нелегално се одлеале од земјава во така наречените офшор дестинации. Но зошто треба да бидеме предпазливи со ваквите инвестиции? Самите офшор
компании што се отворени во тие така наречени офшор зони, не е тоа незаконски, нели? Мислам, легално може вие да си отворите. Проблемот е мотивот. Ако вие не сакате да се види сопственикот и нели сумата на пари што ги префрлувате, значи имате некој мотив да се криете. Така? Значи може да се криете бидејќи не сакате, не знам, другите да дознаат каде се имате фирми, колку е вашето богатство, или пак нели на народски кажано, ако си имате мувата на капата, односно ако на нечесен начин сте ги заработиле парите и ги префрлувате, практично ги криете во тие така наречени. Тоа се таму банки. Тие пари. Таму се отвараат компании, таму кои ви е гарантирана тајноста. Значи на колку и банкарските сметки и собственоста на вашите компании, значи е загарантирана тајноста. Кога бев гувернер имаше опит да се платат пари од Белизе, она руската банка што беше формирана своевремено, повеќе како Руска банка формирана во Македонија. Да, добро, да. Газда беше некој смоленски. И ние баравме банката да се докапитализира, да исполнуваше условите за безбедно работење. Тој понуди 10 на милиона, 8 милиона понуди да докапитализира од Белизе. Пари од Белизе. Од Белизе. Да. Ние се разбираме, му прифативме тоа и му рековме, можеш да платиш од било која држава во Европа, било која банка. А зошто да не од таму? Затоа што тоа се пари неоданочени. Тоа се неоданочени пари. Не се знае потеклото. Не се знае потеклото. А доколку ви покаже потекло на тие пари, не можете да го дискриминирате по основа на географска... Не, ама да, он не се сака знае, да, може он да ако се сака свират да пари. покаже легалитет на парите, ќе го направи со било која европска банка, на пример, со било која англиска, со било која американска банка. Он нема да носи пари во Белизе. Но што е всушност офшор? Оваа анимација, подготвена од глобалната мрежа за истражувачкото новинарство, покажува какви трикови се користат за да се сокријат пари и имот во данечните раеви. Половина од трговската размена во светот поминува низ офшор дестинациите. 1/3 од светското богатство лежи таму. Многу луѓе ги користат овие земји за да префрлаат пари што е легално, но тоа сепак не чини сите нас. Без офшор дестинациите не би биле можни многу светски скандали, како на пример грчката криза. Ако сакате да не плаќате даноци или да перете пари, или да отворите фирма за да ги сокриете вашите активности, или да го скриете вашиот имот од владите, или пак од вашата жена, или да отворите сметка на туѓо име, правејќи да е невозможно никој да го поврзе тоа со вас, можете многу лесно да формирате тајна компанија, користејќи се со една од стотиците офшор агенции во светот. Например, британските девствени острови обслужуваат половина милион офшор компании во светот или 40% од офшорите во цел свет. Таму можете да купите компанија за ефтино или да си креирате нова за само 3 дена, а ке веќе $1,000. За дополнителни $500 можете да најмите личност или цела фирма да биде ваш директор. Овие луѓе ги поземуваат своите имиња за вас. Вистинскиот газда не мора да се открива. Исто како да регистрирате кола на туѓо име, комплетна анонимност. Вашиот директор може да биде истовремено директор на илјадници други компании. Најдобрата работа е што тој воопшто не е инволвиран во работата на вашата фирма. Тие потпишуваат нотарски изјави со кои целото работење со фирмата ви го препуштаат вас, а вашето име никогаш не се јавува на документите. Потоа директорот ќе отвори сметка на ваше име. А потоа ќе отвори фонд на ваше име на Кук островите. А вие на фондот ќе му дадете да располага со целата ваша фирма и имот. Тука не само што тајноста е загарантирана, туку представува кривично дело да се одаваат информации за било која фирма. Така функционираат офшор дестинациите.
И вака помеѓу другото се ограбуваат милиони граѓани и народи на целиот свет. Овие даночни раеви се производ на корупираноста на политичката власт. Тие се во согласност со политичката власт во сите држави. Тие се производ на отсуството на транспарентен демократски процес во сите држави. Нашите служби би требало да бидат ангажирани да го проверат текот на парите, што влегува, од каде влегува, дали е тоа дали се тоа нели чисти или проблематични пари, меѓутоа не знам, не видовме ние нели цело време изјавите на нашите надлежни се дека нив ги интересира само инвестицијата тука. Во меѓувреме, во Македонија се појавуваат се повеќе инвеститори за чии имиња се кријат офшор компании, за чии интереси работат и дали можеби се оштетуваат македонските граѓани. Останува на некој идно време кога институциите ќе се ангажираат да ги направат потребните проверки.